Зоран, кажете ни што се снима одека, која е некоја копродукција меѓу македонска телевизија, така? Музичка емисија. Токму така, да. Со мојата продукција, значи сета продукција, заедно со македонска телевизија, работиме повторно, еве, после 4 години, од која ги направив моите проекти Зајди, нели, и Зора Зори. Со Танец имав многу обврски, морам да кажам, имав голем залак и така да многу работи ги оставив настрана, требаше некои работи кои што, нели, да ги направам што ги направив, еве сега направивме тоа со Танец што го направивме и нормално сега ми недосташуваше онаа алка да почнам нешто повторно како што го работев, како што спомнав со Зајди и Зора Зори, имено и тоа затоа конкуриравме со оваа емисија која нареков По патот на песната. По патот на песната е замислена, одиме низ цела Македонија, значи не е како до сега, не работиме студиски, сега како викаме, имаме многу таленти кои ми доаѓаат, да речеме, на аудиција, таму ќе ги слушнев, меѓутоа ќе ги фатеше трема и во студио ќе се изгубеа. Така да решив, добив идеја цело снимање да го направиме, да одиме по градовите. Сега малку и не, зошто доаѓаат сите мораат во Скопје да бидат случувањата, кога можеме се до тоа да го направиме низ целата наша мила Република Македонија, како што јас милувам да си ја викам нашата мила драга Македонија. Од каде почнавте? Ова е прва емисија Значи, сега направивме едно, почетните кадри ги направивме во Скопје, како прва клапа, за да видиме, нели, се екипираме, камери, тон, светло и она се, нели, што се вика, екипата музичка, зборувам за оркестар, бидејќи нема да биде само оркестрите кои ќе одиме по градовите, имам и јас и мој оркестар, кој е составен од професионални, нели, музичари, имено како што беше и во претходните мои емисии, значи ќе се свири исклучува акустика, нема да одиме електрични инструменти. Сега ве продолжуваме Охрид втора дестинација, каде што избравме ова прекрасна тука куќа музеј на Робевци, тука ќе направиме повеќе така клапи, нормално пак ќе се вратиме во Охрид. Со Билјана сакам да го направам првото снимање, бидејќи некако ми е врзано името Билјана со онаа стара традиција, нели? Така да ќе го продолжиме сето тоа, ќе го направиме, мислам дека најпрофесионално и ќе биде и едукативно и она што јас го велам, постојано се бориме против шундот, се бориме против она што ни влегува, нели, на некоја голема или каква врата да ја наречеме, не знам, меѓутоа ќе се избориме само со дело, ако направиме нешто убаво, ако сите се екипираме да направиме по нешто, навистина да ја вратиме македонската народна музика на пиедесталот каде што навистина заслужува. Не зборам за шунт музиката. Колку епизоди би бил ова серијал за почеток? Па планираме да биде 30 епизоди, бидејќи минутажата е скратена помалку во вообичаено што ги има во емисиите, околу 45 минути ќе биде некаде од прилика. Просто тоа било нешто налик од 70-тите и староградските средби емисиите, распеаните. Јас сум растал со тие емисии, значи јас во ДМТВ бев години, 2 децени што се вика, меѓутоа не сакам да правам копи-пейст на нешто, меѓутоа зимаме теркот нешто што е убаво, надградено, меѓутоа да биде блиско и до најмладата популација. Технологијата ви дава веќе поголема. Така е, имено така. Јас благодарам и умејте успешна работа.